Се прават последните подготовки пред утрешниот голем христијански празник Великден. Се пазарува за великденската трпеза. Повозрасните анкетирани граѓани на терен во Штип велат на великденскиот ручек чекаат гости и пријатели. Сите заеднички се радуваат за Христовото воскресение, бидејќи Великден е радосен празник. Помладите одат на ручек, а и повозрасните, и на тој начин се слави празникот. Како што вика типикот црковен, молитви, пост, за во недела една скромна трпеза, другари, друштво, пријатели и разговор за Бога, без многу глупости и пиење алкохол. Читуваме кај сме поканети, ако можеме. Одиме, не викаме исто гости, тоа се денови за да се видиме, тие што работат да дојдат да не посетат и така. Секој се добро дојдени гостите. Како и секоја година, свечено со ручек, со децата ќе ми дојдат на ручек и така, фамилијарно. Има великденски јачиња, нешто блачко и така се. Дојдат, кој си има во деца. Моите не се тука, не се тука и така се. Трапезата за Великден ќе биде скромна, согласни се анкетираните граѓани, секој според своите примања. Јајца, салата, помалку месо, но најважно од се е да биде весело и радосно, а не е важно што ќе се најде на празничната великденска трапеза. Затоа велам скромна, секој према примањата, можностите, но на некој начин се одбележува, и посиромашните некако се одбележува. Сега некој може би многу богата трпеза ќе има или многу гости, но да е радост, да не ни е жал, jer не е тоа време за жалење. И колку да има, само да е радосно. Не знам дали агнешкото ќе биде застапено на трапезата, дали и опште име, не сум тоа проверила, сопругот ми е по месото, така да не знам ни цена, ни ништо. Што слушам на телевизија, дека ќе бидат високи цени. Весело, радосно, да. Сега ќе одам да видам. И така. Месо не сум купувала. Ќе видиме. Па малку свинско. Јагнешкото е скапа многу. Ние постарите што има тоа ќе си јапам. Живи и здрави само деца сите. Така си. За Великден јајцата беа по нормални цени, но цената на јагнешкото месо беше висока за граѓаните, пака и многумина тоа не се најде на великденската трапеза.